И по 110 години од херојската смрт на Никола Карев, првиот претседател на Крушевската република, спомените за него не се избледени. Туку напротив, се чуваат како аманет во семејство до Кареви за идните поколенија. При престојот во Крушево, средбата со внуците на Карев, од најстариот негов брат Петруш и од најмалиот брат Ѓорги, беше срдечна, искрена и човечка, како да се познаваме со години наназад. Овие двајца луѓе, кои ја надминале 80-та година од животот, се сеќаваат на својот дедо Никола Карев. Впрочем, и спомените во семејство до Кареви со години не избледнале. Тие биле тројца браќа и две сестри. Петруш, најстар брат бил, Никола па Ѓорѓи, а Дина и Тана. Тана била најмала сестра на браќава. И тие се бориле за, организирале за Виденско востание, сите се организирале низ градот, по селата оделе. За смртта на Карев и пренесувањето на неговите коски во Крушево, Петар вели. 63-та се правише спомени кој се почна. После коските ги донесоа од Рајчани тамо, кај беше погребан Никола, и дедо ми ги позна коските по главата, по черепот на, исто како него ги имаше черепот, и раката десна му беше потечена во лактото. Тој работел и учел и работел до граваджија. И од терет на со рачна работа работеле со стругови и фатила зорлама. Внуците на Карев ја поздравуваат идејата за возобновување на соработката меѓу збратимените градови Кочани и Крушево, започната во далечната 1967 година. Кочани за времево, ние се сеќавам ко побратими бевне со Кочани пред едно 20 години уназад. Идеја ученици од Кочани, групи идеја. Со она, јас како работев шофер, ме радуваше онај споменик центар во Кочани од Мермер Бел. Го гледавме тој доле што беше кај првата споменикот на Никола Карев. Потомците да знаат, и децата наши, и внуците да знаат, да водат таа историја. Сепак, најголема желба е да го посетат местото на загинувањето на нивниот дедо во местноста Свиланово, кај селото Рајчани. Ние берах да појдеме, сакаме да појдеме приватно вака, ама далеко е, многу далеко е. Не знам дали има пат, дали се оди. Да видиме кај бил загинат. Слушавме од старите дека Костурницата, тоа е сите погребале во една костурница, сите биле. Татковците ни кажува како се таму. Како и предале некој таму, некој дали вика, турците, дали од нашите, кои влегле во селото да престојат ноќта, ги предале одма и се бореле што се бореле, не можат со армија да се борат и сите погинале. И сите ги натрпале во една гробница таму. Желбата на Петар и Борис Кареви, внуците на војводата Никола Карев, да го посетат Свиланово, ке им се оствари. На 26 април во делегацијата од Крушево ќе присуствуваат и двата внука на Никола Карев.